Пепелашка. Пепелашка беше добро и убаво девојче, кое живееше во една далечна земја со лоша маќа и две полусестри, грди и злобни. Бидејќи беа љубоморни на нејзината убавина, ја малтретираа со бескрајна злоба и ја принудуваа да работи многу за да ја одржува куќата во ред. Еден ден кралството во чест на принцот организираше голем бал на кој беа поканети сите девојки од кралството. Остана само Пепелашка и почна да плаче, бидејќи и таа сакаше да оди на балот што го приредуваше принцот. Кога го слушна нејзиното тажно плачење, се појави добрата Самовила. Таа го фрли своето волшебно стапче и во тој момент наметката на Пепелашка се претвори во прекрасна балска облека. Наместо дрвените налани, на нејзините стапала се најдоа прекрасни кристални чевли. А една голема тиква ја претвори во луксузна кочија. Пепелашка се качи среќна и задоволна и откако и се заблагодари на добрата Самовила, се упати кон кралскиот дворец. Самовилата ја посоветува да се врати дома пред полноќ, бидејќи во тоа време магијата би можела да исчезне. Кога стигна во кралскиот дворец, Пепелашка ги восхити сите со својата убавина. Принцот заигра само со неа, а гневот на нејзината маќа и нејзините полусестри, кои не ја препознаа, се повеќе растеше. Пепелашка беше толку среќна што не забележа колку брзо помина времето, но кога слушна дека отчука полноќ, незабележително ја напушти забавата, загубувајќи го стакленото чевличе по скалите. Принцот залудно се обида да ја стигне и откако го најде чевелот, прогласи дека би се оженил со девојката што ќе успее да го обуе. Но ниједна девојка од кралството немаше толку мало стапало. Принцот стигна и до куќата на Пепелашка. Двете полусестри залудно се обидуваа да го обујат чевелот. Тогаш Пепелашка срамежливо побари и таа да се обиде да го обуе кристалниот чевел, и кога го обу, принцот ја препозна. Принцот ја однесе Пепелашка во кралскиот дворец и се ожени со неа, додека нејзината маќа и двете полусестри препукнаа од завист.